Од Турција преку Минск до Москва, ваква рута планирал Лупчо Палевски Палчо, прво обвинетиот за убиствата на Вања и Панче. Во времето кога Вања била киднапирана и убиена, остварил повик кој траел 9 секунди со турски број кој му припаѓал на Хусеин, пријателот кој му помага во Турција, пред да стигне на 1 декември, кога Палевски со автомобилот на Стефан Димковски патува кон Турција преку Бугарија, на Вибер комуницира со извесен Драган од Москва, од кој бара на 5 декември 2023 година да го земе од тамошниот аеродром, а следниот ден, на 2 декември, на турски број пишува порака дека букирал карта до Минск, Белорусија. Ова произлезе од презентацијата на доказите на обвинителството, односно вештачењето на телефонот на Палевски. Обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска тврди дека Палчо на 22.11.2023, кога бил убиен Жежовски, пропуштил 7 повици, а на 27.11.2023, кога беше киднапирана и убиена Вања, пропуштил 2 повика, а првпат разговарал во 10 часот и 44 минути, кога одбил да оди на кафе, бидејќи цела ноќ не спиел и бил уморен. На Вибер имал комуникација со извесен Драган кој се наоѓал во Москва, кому Палевски на 1.12.2023 година му напишал дека на 5.12.2023 треба да стигне во Москва и побарал од него помош да го земе од аеродромот. На мрежата WhatsApp важна е комуникацијата. На 27.11.2023 во 10 часот и 44 минути едно лице кое го прашува Палевски дали може да помине со извесен Ферат на кафе, на што Палевски му вели дека е уморен, цела ноќ неспиен. Обвинителството, освен вештачењето на телефонот на Палевски, ги презентираше доказите кои биле пронајдени на самото место каде што ги убиле Вања и Панче. Обвинителките доставија и побараа дополнување на листата на докази со 6 CD снимки од Велес, на што одбраната бурно реагираше и не сакаше да бидат прифатени од судот. Зошто обвинителството, доколку ги имало во предистражната постапка, не ги навело бројчињата? Вака остава простор, како што кажав и на самото судење, тие во недоглед да доставуваат нешто што отпосле го правил. Еден доказ што сега ни го доставија, викаат дека го имале за време на истражната постапка, во 8 месец е преден обвинителниот акт со листата на докази, а овој доказ е обезбеден во 11 месец 24. Факт е дека јавното обвинителство отпосле се труди да достави некој доказ што веројатно не има ни одат ни воопшто во корист. Судот ја одложи главната расправа за 7 дена, кога ќе се произнесе дали ќе ги прифати новите докази на обвинителството или пак не. На самиот почеток на рочиштето, Палевски повторно побара изземање на тројца обвинители: Жаклина Крстевска-Јосифовска и Јана Стојковик Димитриевска и шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски, поради, како што рече, пристрасноста и злоупотребата на јавно-обвинителската служба. Тврди дека биле избришани податоците од табелата каде се наоѓа неговиот телефон според базните станици во критичното време, киднапирањето и убиствата на Вања и Панче.